СДС, овој лидеров мора да ви е оригинал колумбиец. Роден у Колумбија, растел у Колумбија, научил да дила у Колумбија. Мора да е колумбиска коката. Или дрогата, што им ја даваш на Фани, на Чупето, а не... Абе ги слушавте ли луѓе шо збореа, бе? Абе оваа Чупевска вика дека се во нагор дека се во нагорна линија. На локални избори покажале дека СДС оди во нагорна линија. У нагорна линија према доле. Не може така нагорна линија према, нели, кога губиш 100-0, тоа изгледа нагорна линија према доле. Или може мисли она оваа Фани како им се вика, па Фани вика дека се овие избори покажале неверојатна консолидација во партијата за многу кратко време. Која бе консолидација? Каква консолидација бе? Струмица ја загубивте 1:2, 1:3. 55, 6, 7, 8 општини ВМРО ви зема, бре, која консолидација бе? Филипче, молим те, кој ќе најдеш време утре, прати ми по Фани или по Ане таа дрогата твоја. Прекрасно е толку розово да гледаш на нештото. Ја кој знае што ќе видам. Да ми дајте да пробам малце од неја. Овој што сега да кажам. Значи логиката на нештата е. Многу ве утепа бе овој Мицковски. Многу бе. Ја дури си земам за право да го карам. Мицковски. Многу силно ги мааш бе. Абе излезе, нели умрен беше, зајче, не знам шо беше тамо, шо свети кажува. Излезе, зајчево ги прегази ко шлепер жаба. Али нема везе. Муабетов ми е, дај затварајте таа партијата, ова што го доживеавте, особено и у Скопје, вечерва, на кој не, у нагорна линија сте у Скопје исто. Бајги нагорна линија, имате тенденција уште погоре да одите. Ќе кажев нешто што... Ами исто е тоа нагоре кој идете, да. Нема везе, едам горе. Колку гласи имате у Скопје, која место сте? Има овој Орце прв од ВМРО, втор, не знам, овој од Левица, трето овој од Влен, четврто од Дуи. Кај сте бе, људи? За каква Абе, како можете уште да се лажете, бе? Еј! Абе, како можете уште да се лажете? Како можете уште да гледате? Види, као што гледате, маицева ми е наопачки облечена. И тоа не е случајно. Ова е против уроци. Кој ви собраќам на вас, ми е страв веќе уроци да не ме фатат. Ја од сеја па надали будуче све на опачки ќе облакам која ќе ви се обраќам на вас. Значи гајки на опачки, маица, но... Многу сте бре, опасни по живот. Објаснете ми една логична причина. Како сте тоа во консолидација, кога некој ве прави ве тапира, ве прави таратајка, кога прашање дали 5 општини ќе освоите, кога во многу гласачки места сте 3-то, 4-то место, кога губите градови 1:5, 1:6, 1:3, 1:2 до душа негде, али губите 1:2. Кажете ми една причина зошто и понатаму би гледале во вашиот во наводници лидер и понатака лидер, како што вика многу почитуваната Фани. Вика нема зошто, вика не гледам причина зошто би се сменило раководството на СДС. Стварно и ние не гледаме причина зошто би се сменило, мислам, пошто ние сите посакуваме да ве снема шо побрзо од политичката сцена и ние искрено не ви посакуваме да го смените политичкото раководство. Може да ви остане комотно уште едно 6 месеци и толку ќе биде од вас. Вика, како вика, се радуел Мицковски на ваква опозиција. Па како да не ви се радуе на ваква опозиција? Па треба да си ретардиран човек вас да не ви се радуе каква опозиција сте. Па ја дури се чудам зашо Мицковски од радост се нема мрднато. Од паметот мислам. Па ја да сум на негово место, ја да сеќи нервен слом од смеење ќе преживеев. На ваква опозиција.
Има проблем човекот, како достане сериозен. Сигурно кога ќе му спомнат вашиот овој скратеница од вашава партија, сигурно одма паѓа од смеење, не може да го оправат. Кислород му дава да може да остави со многу кислород. Уште поише може да се смееш. Не е битно. Како што видовте, или она како се вика Најчевска што кажа, вика резултатите на СДС на овие локални избори се должат на тоа што СДС стана ВМРО. Добро бе, Најчевска, тогаш на што се должат резултативе на ВМРО, што ве потоморија, партал ве направија? Ве истресува од гаки. Ако не успехот на СДС се должи тоа што СДС многу станал ВМРО, онда па овој нокаутов што го доживеавте од ВМРО на што се должи? А? Што стана тогаш ВМРО? Абе, луѓе, вие сериозно треба да расчистите. Зборам за оние малце СДС-овци, малце разум што им остане у глави и логи. Сериозно треба да расчистите со 99% кадри што ги имате. Ова е абсурди, лудости се ова што ги кажувате. Ова кучињата со маст не можат више да го изедат. Супер им било раководството. Ретардиран треба да си и понатаму после овие избори ти да го гледаш Филипче за лидер, бе. Па година дена ви верглам дека сите ви верглаат дека не сте се смениле ни она преска што кажав ни за трошка. Што мислевте дека само ако оваа кампања ќе смените името ќе нема да кажувате више Северна, заколнатите северно македонци, кои што им се заканувавте на сите што нема да спомнат Северна кога бевте на власт. Одеднаш у кампањава станавте само македонци и очекувавте дека некој за тоа ќе ве свати сериозно, па уште поголем гнев предизвикавте кај луѓето. Гнев кој што го осетивте на овие избори. И уште не сваќате што ве уби, која пушка ве уби на избориве. Уште не сваќате. Сакате да ви кажам која пушка? 2 пушки ве убија, 3 пушки ве убија, ама сите убиствени истрели. Промената на името, идејата за промена на уставот и вашата ароганција дека сте непогрешливи во вашите аспирации кон некоја EU иднина, без притоа да водите сметка на собственото достоинство. Тие 3 стрели ве убија и сега како што ве убија на минатите парламентарни избори. Ве дотепаа сега. И уште се гледате како фактор. Луѓе, не знам, еве. Тамо, рецимо, ја имам информации кај што ви е штабо дека тоа плодна земја. Може да се засади тоа, да се сруши штабов, кај што ви да се засади компир, кромит, што да е. Поисплатливо е катна гаража ако се крене тука, па се наплаќа. Знаете, тука ВМРО-ци у близина слават, обично кога ќе победат на избори, тука. Уште една катна гаража да имаат кај да паркираат, кога ќе дојдат вака пак една катна гаража тука у близина, како се вика таа кај Рагуза, што е таа катна. Кога ќе дојдат сите ВМРО-ци членство, тоа имаат потребу уште една, па не е лошо тука у близина кај вашиот штаб уште една катна гаража. Тоа е една работа. Втора работа. Сите ваши прогнози, спинови, што ви ги правеа вашите спин доктори и нема да псујам, реков, ќе бидам многу аналитичар, многу стамен, многу стабилен, без пцовки устав. Не, без пцовки. Видовте вашите лаги и курназлаци од вашите ведети. Ведети. До кај ве донесоа? Видовте? Видовте до вербата, вашата, како да кажам, заљубеност во вашите спин доктори, во вашите политички комесари, во вашите водачи, до кај ве доведе? Во тие шармантни професори, новинари, фраери, кои што све знаат, све име јас. Видовте до кај ве доведе? До каква ситуација? И уште мислите дека грешам, дека грешиме? Уште народот мислите дека е глупав, дека можете со нула да го множите, дека има кратко сеќавање, дека ви заборави на све? Мислевте со истата реторика, со истиот памет,
со истата приказна, ќе добиете некој глас поише. Тотално сте ретардирани. Ја стварно човек треба да ве жали, искрено да ве жали. Пред да ви облече бели кошули со дугачки рукави, да ги врзе од позади и да ве прати кај што треба да ве, кај што се праќаат тие што се врзани со бели кошули со дугачки рукави, врзани позади у машниче. Филипче, те молам, ако више остануваш на чело на партија, најдете начин како утре имате сега и брза пошта и овие што се каже ги овие што разнесуваат храна и ова, да не ги рекламирам сега. Пратете ми од таа вашата другица. Венко, од истата другица што им ја даде вечерва на Ана и на Фани. Многу добра роба. Ова ја сакам да пробам. Таква роба не би пропуштил искрено. Ајде, се гледаме.